На денешен ден, 21 февруари. – 1437 година. Шкотскиот крал Џејмс I е убиен од неистомислениците, спречувајќи го неговиот обид да го сузбие влијанието на високото племство во ведување на државните работи. На престолот седна во 1406 година, но вистински владееше од 1424 година, кога англичаните го ослободија од затвор. Успеа да ја зајакне кралската власт, особено во областа на судството и управата, со што го изрази жестокиот отпор кон племството. Се претпоставува дека тој е автор на поемата Кралска книга. 1513 година. Умре папата Јулиј II, кој на чело на Римокатоличката црква беше од 1503 до смртта во 1513 година. Тој беше најголемиот покровител на уметноста меѓу поглаварите на Римокатоличката црква. 1677 година. Во Хаг умре Барух Спиноза, холандски филозоф од еврејско потекло, еден од наистакнатите рационалисти и панатеисти во филозофијата. Најпознати негови дела се Теолошко-политички тракт и најзначајното дело Етика, во кое го изложува своето учење според кое Бог и природата се идентични, а светот бесконечен. Роден е во Амстердам на 24 ноември 1632 година. 1836 година. Роден е Лео Делиб, француски композитор, представник на романтизмот во музиката. Најпознати остварувања му се балетите Копелија и Силвија и операта Лакме. Умре во Париз на 16 јануари 1891 година. 1885 година. Роден е францускиот писател, режисер и глумец од руско потекло Александар Жорж Гитри, познат како Саша Гитри, автор на лесни комедии кои сам ги режираше и во кои ги играше главните улоги. Дела комедиите Ноќен чувар, Убава свадба, оперите Маскирана љубов, Моцарт, филмовите Кога би прозборел Версај, Роман на еден лажливец. 1893 година. Роден е шпанскиот гитарист Андрес Сеговија, најголем мајстор на тој инструмент. Уште на 7 годишна возраст приредуваше концерти ширум светот, извонредно изведувајќи ги делата на класичните мајстори, со што на гитарата и најде место во инструментите на сериозната музика. 1907 година. Роден е Хју Оден, англиски поет и драмски писател. Познати негови поетски дела се Песни, Говорница, Танц на смртта, Новогодишно писмо и други. Добитник е на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 1971 година. Умре на 28 септември 1973 година. 1984 година. Во станица Вешенскаја, во Ростовската област на Дон, умре Михаил Шолохов, еден од најпознатите руски писатели. Најпознати негови дела се Тихиот Дон, Донски раскази, Разорана ледина, Судбината на човекот и други. Во 1965 година ја доби Нобеловата награда за литература. Роден е во станица Вешенскаја на 24 мај 1905 година.